Земавте ли Свето писмо со вас? Океј, ќе отвориме сега Евангелие по Матеј. Ќе отвориме 16 глава. Можете во динамичен или стандарден превод кој да го користите, океј. Ќе почнеме со разговорот кој што Исус го имаше со своите ученици. Така? Во 13-тиот стих вели вака: пристигнувајќи во околината на градот Цезареја Филипова, Исус ги запраша своите ученици: што велат луѓето за мене, синот човечки? А тие одговорија: едни велат дека си Јован Крстител, други дека си пророкот Илија, а трети дека си пророкот Еремија или еден од пророците. А за кого ме сметате вие, ги праша Исус. Симон Петар прв се произнесе: ти си Месијата, синот на живиот Бог. Тогаш Исус му рече: ти си благословен, Симоне, сине Јованов, зашто ова сознание не ти е објавено од човек, туку од мојот небесен татко. Затоа јас ти велам, ти си Петар, што значи карпа, и врз оваа карпа јас ќе изграда мојата црква, така што ни адските порти не ќе можат да го запрат нејзиниот пробив. И ќе ти ги дадам клучевите од небесното царство. Тоа што ќе го затвориш на земјата ќе биде затворено и на небесата, а тоа што ќе го отвориш на земјата ќе биде отворено и на небесата. Потоа им заповеда на своите ученици никому да не кажуваат дека тој е Месијата. Од тогаш Исус почна отворено да им кажува на своите ученици дека тој ќе мора да оди во Ерусалим и дека таму ќе претрпи многу од старешините, од високото свештенство и од вероучителите и дека ќе биде убиен, но по 3 дни ќе воскресне. Петар пак го тргна настрана и почна да го одвратува, велејќи: никако, Господе, тоа не сме да се случи со тебе. А Исус му се заврте и му рече: бегај од мене, Сатано, се обидуваш да ми го попречиш патот, зашто тоа што го велише човечко размислување, а не Божјо. Тогаш Исус им рече на своите ученици: тој што сака да стане мој следбеник, треба да се откаже од своите себични амбиции, да си го понесе својот крст и да тргне по моите стапки. Амин. И вели: зашто секој што сака да си го чува животот само за себе ќе го загуби, а кој ќе го даде животот за мене, пак ќе си го најде. А зошто јас ето ова ви го читам од 16 глава, бидејќи тоа мора да го разберете за да влеземе во 17 глава. А што пишува во Евангелие по Матеј 17 глава? Вели: по 6 дни Исус ги зеде со себе Петар и браќата Јаков и Јован и ги поведе насамо на една висока планина. Таму тој се преобрази пред нив, лицето му болсна како сонцето, а облеката му стана блескаво бела како светлина. Наеднаш се појавија Мојсей и пророкот Илија и разговараа со Исус. Тогаш Петар му рече на Исус: Господе, колку ни е убаво овде, ако сакаш да направиме овде 3 колиби. Една за тебе, една за Мојсей и една за Илија. Додека тој зборуваше, блескав облак ги засени и се чу глас од облакот: ова е мојот син, мојот љубимец, со кого наполно сум задоволен. Него слушајте го. Кога го слушна гласот, учениците многу се исплашија и паднаа ничкум. Исус им прииде, ги допре и им рече: станете и не плашете се. Кога тие ги кренаа своите погледи, го видоа само Исус и никој друг. Додека слегуваа од планината, Исус им нареди: не кажувајте му никому за ова што го видовте, се додека јас, синот човечки, не воскреснам од мртвите. Амин. Сега задржете се овдека на овие стихови, ќе одиме дел по дел. Од првиот и вториот почнуваме, значи по 6 дни. После 6 дни од што? Значи, откриваме дека предходно Исус им кажува на своите ученици дека тој ќе биде убиен. Така? Петар на тоа му возвраќа дека тоа не сме никако да се случи. Така? И после тоа Исус објаснува дека ако сме следбеници треба да си го носиме својот крст. Но што откриваме друго во предходната глава? Откриваме дека тој го споделува тоа со своите ученици, но тие тоа не можат да го прифатат, ниту да го разберат. Така ли е? Значи, има молк. 6 дена има молк. После 6 дена, ова што Исус им го објавува,
има тишина. И како им било на учениците? Што искусувале тогаш учениците? Радост или? Им било сигурно тешко. Го мислеле овој момент, размислувале како тоа Исус ќе биде убиен. Значи, тој прво кажува дека ќе биде убиен, потоа им вели да го носат својот крст, да одат по него. Со него на планината, во текот на преобразбата, се првите ученици Петар, Јаков и Јован. Зошто? Од 12 души се одбрани овие тројца, толкому затоа што Исус ја знае нивната идна служба. Можете да си запишете. Петар, водич на црквата, така ли е? Јаков е пастор на црквата во Иерусалим потоа. Јован го напиша Откровение. Така, Господ преку него го објави Откровението. Значи, Исус знаеше дека ова им беше потребно. Зошто? За да ги подготви, да ги охрабри учениците за она што Бог го подготви за нив. Значи, Исус ја знаеше нивната служба и им овозможи да видат дел од Царството Небесно. Така да, моментот на преобразбата на Исус, во тој момент тие ја гледаат славата на Исуса. Значи, од ова што можеме ние да направиме една рефлексија во секојдневието за нас? Значи, Петар, Јаков и Јован беа подготвувани, беа во процес да се подготват за нешто што Бог го имаше за нив. И можеме да забележиме исто така дека и Господ и нас не подготвува преку секое одредено искуство што го преживуваме. Зашто? За новото искуство кое што доаѓа, да бидеме подготвени, да бидеме спремни да откликнеме на повикот. Значи, Бог ни дава охрабрување, така ли е? Ни покажува што ни е потребно и ни го дава она кое што е потребно да го знаеме според неговата волја. Бидејќи некогаш сакаме ние пред време се да знаеме, но она што е важно, толку колку што Бог ни дава, со вера да примиме и потоа се препуштаме за да го спроведуваме Божиот план. Значи, продолжуваме. Што се случи? Таму тој се преобрази пред нив. Лицето му болсна како сонцето, а облеката му стане блескаво бела како светлина. Пазете, во овој опис, зборот што е употребен на грчки е метаморфоте, кое што значи преобразба, така? Или трансфигурира, трансфигурација. Меѓутоа, овој збор исто така се користи во биологија, од повеќе аспекти се користи. Вас ви е познато со примерот на гасеницата, кој што нели се преобразува во пеперутка, или да речеме во полноглавецот, кој што се преобразува во жаба, така? Како еден процес. И сега, Исус 30 години живееше во материјално, во физичко тело од месо, нели, како, ако можеме да споредиме како гасеницата, но Исус во овој момент дозволува неговата слава да проблесне на секаде. И она што е важно да го сватиме дека преобразбата, промената која што се случува, доаѓа од внатре кон надвор. Значи, пазете, не светело рефлектор од небото врз Исус, туку самиот Исус болснал, светнал како сонцето, така? Значи, тоа светење или таа светлина доаѓа од внатре од Исус и поминува низ неговата облека, што значи од внатре кон надвор. Трансфигурацијата е токму тој процес. Но, кога се случува тој процес, што прави тоа врз луѓето? Остава силна трага. Кај Петар остава силна трага. Кај Јован исто така. Кај Јаков исто така. И на нив им беше дадено они тоа да го искусат, да го видат. Во Светото писмо пишува дека кога ќе бидеме при Бога, таму нема да има сонце. Зошто? Затоа што Исус ја обезбеди сета светлина, бидејќи тој е светлината. И во прво Јованово послание, 1 глава 5 стих вели: и ова е веста што ја чувме од него, што ви ја јавуваме вам, Бог е светлина и во него нема темнина. Амин. Јован е веќе очевидец на оваа светлина. Тој веќе ја искусува преобразбата и потоа во посланието го пишува тоа. Нели? Импактот е силен. Јован исто така имаше длабоко уверување и потврда дека Исус е Месијата
и дека е светлината на светот, меѓутоа овој тип на трага или ефект или допир, како што ние имаме допир од Бога, исто така се случува и кај Петар. Каде е тоа запишано? Во кое послание? Дали знаете? Второ Петрово послание, што вели? Ние со своји очи ја видовме неговата величественост. Тој прими чест и слава од Бог Таткото, кога величествен глас од небото: ова е мојот син, мојот љубимец, со него сум целосно задоволен. Кога се случи тоа, ние бевме таму на Светата гора со Исус и го слушнавме тој глас од небото. Тоа уште повеќе не увери во вистинитоста на она што го предскажуваа пророците. Затоа добро ќе стоите ако на нивните пораки гледате како на светало кое свети во темнината, се додека не осамне денот кога Христос, звездата деница, ќе болсне во вашите срца. Амин. Ова Петар го праќа во неговото второ послание, но е длабоко трогнат и допрен, и тоа го пренесува дека е очевидец на фактот дека Исус е светлината. Амин. Алелуја. Амин. Во третиот стих, наеднаш вели се појавија кој? Мојсей и пророкот Илија и разговараа со Исус. Така? Значи, Исус не можеше да зборува многу за својата смрт пред своите ученици. Тој укажуваше на своите ученици за тоа, не дека тие не разбираа. Меѓутоа, не можеа целосно тоа да го прифатат. Кога зборуваше дека ќе умре на крст, нив им беше тоа страшно. Исус сакаше да зборува за оваа ситуација, бидејќи учениците беа трогнати и емотивно реагираат во оваа ситуација, како што Петар му рече: не, тоа не сме да се случи, Господе, нели? И Исус го укори: бегај сатано, така? Но, Мојсе и Илија тоа го знаат. Тие не се појавуваат како духови. Ова е исто така важно да го знаете. Се појавуваат буквално и Илија и Мојсей и разговараат со Исус. Веројатно Мојсей зборувал за тоа дека кога Исус ќе биде на крстот, фактички се исполнува, Исус го исполнува целиот закон. А што би зборувал со Илија? Илија е представник на пророците, кој што пророкуваа дека ќе дојде Месијата, така? Долго пророкуваниот Месија, кој што ќе ја исполни волјата и ќе го избави својот народ. Амин. Она што е важно да разбереме исто така од оваа ситуација е дека ние сите ќе се препознаваме во рајот. Односно, нема да се изгуби образот кој што го имаме, како што се појавија и Мојсей и Илија. Така нема да се запознаваме: јас сум тој, јас сум тој, него сите ние ќе се познаваме. Одиме со четвртиот стих. Тогаш Петар му рече на Исус: Господе, колку ни е убаво овде. Ако сакаш да направиме овде 3 шатори или 3 колиби, една за тебе, една за Мојсей и една за Илија. Петиот стих вели: додека тој зборуваше, блескав облак ги засени и се чу глас од облакот: ова е мојот син, мојот љубимец, со кого наполно сум задоволен. Него слушајте го. Да го повториме последното. Него слушајте го. Значи, Бог не беше секогаш и потполно задоволен од Мојсей или од Илија, или Петар, или Јован, или Јаков. Но целосно задоволен беше исклучително со неговиот возљубен син Исус Христос. Амин. Зошто е ова важно? Затоа што ние Бог не можеме да го задоволиме на ниту еден друг начин или модел, освен ако се идентификуваме со Христос Исус. Односно дека сме дел од самиот Христос, кој што не помири со Бог Таткото и не направи Божји деца по милост Божја. Амин. Значи, како ќе го задоволиш ти Бог? Ако во тебе се изградува Христовиот карактер преку Словото Божјо и водството од Светиот Дух, ако ти постојано се идентификуваш дека си Христово чедо, а не се идентификуваш со твоите грешки и гревови, со твоите трауми, со твоите искуства, со твојата инвалидност, болест, сето тоа ако го отфрлиш и започнеш да се идентификуваш дека си Божјо дете, ново создание во Христос, тоа го задоволува Бога.
Дали се разбираме? Затоа не кревајте идоли во својот живот, мислејќи дека му служите на Бога. Некој од вас може да биде познат пејач, голем бизнисмен, некој кој што е во парламент, некој политичар, некој доктор, но тоа не сте вие. Вас не ве идентификува вашата професија. Вас не ве идентификува вашето занимање или занает или дарба или талент. Вас не ве идентификува вашиот статус, дали сте мажен или немажени, ниту дали сте маж или жена. Вас не ве идентификуваат депресиите, траумите, дали сте богати или бедни. Вие единствена идентификација во целост што ви овозможува реализација како Божјо создание е тоа во целост да се ослониме на Господа Исуса Христа. Во Него сме целовити. Кој ќе каже амин? Значи, она што го разбравме, можете да си го запишете. Првиот пат, кога се слушна глас од небесата, беше кога Исус беше крштеван од страна на Јован Крстителот во реката Јордан, така? Се спушти гула под небото, а потоа и се слушна глас во истото време, кој што кажа, ово е мојот возлюбен син, во кого ми е милината. А вториот пат се слуша Божиот глас овде на оваа света гора, каде што се случува преобразбата на Исус и самиот Бог Отецот, што ни кажува, дека сета негова радост или сето негово задоволство се исполнува во Исуса Христа. Исус е послушниот син, дури послушност до крст, до смрт, и Бог Отецот ни вели, не го слушајте го. Кога Бог ни говори, не го слушајте го. Тогаш зошто да слушаме се останато? И има ли нешто друго поважно од тоа да се слуша Исус? Исус потоа зборува, поучува, укажува. Самиот Исус ни вели, зборовите што ви ги кажав се дух и живот. Амин. Затоа ние треба да го слушаме. И кога ќе заминеме од овој свет, ако до тогаш не дојде Исус повтор пат и не крене во целост да се преобразиме, кога ќе се појавиме пред Бога, многу е важно да сватиме дека кога ќе се појавиме пред Бога, ние ако се идентификуваме дека сме Исусови, тогаш жртвата која што Исус ја направи на крстот, пролевајќи ја својата света крв, тоа е нашата праведност пред Бог, Таткото небесен, кој што е свет и праведен. Амин. Значи, таа Исусова праведност е врз нас. И Словото вели, оно што не знаеше за грев, Бог го направи грев за ние преку Него, да се стекнеме со Божја праведност. Амин. На тој начин, значи, Бог нема да не осуди. Но ако застанеме пред Бог Отецот и кажеме, јас сум добар човек и правев добри дела во мојот живот и помагав и така натаму, ако застанеме со наша праведност, тогаш ќе заслужиме осуда, односно ќе ни биде судено не според нашиот стандард, туку според Божиот закон, односно Божиот закон е фактички Божиот стандард за праведност и светост. А знаеме дека секој што оди по законот греши, бидејќи никој не може да го исполни, освен совршениот Исус. Затоа наша единствена надеж е да се идентификуваме со Исуса Христа и се разбира оправдувањето што го примаме преку Исус да ни биде наша одбрана, односно праведност, да кога ќе застанеме пред Бога, да ја имаме таа увереност. Значи ќе го задоволиме Бог Отецот ако сме во Исус, односно ако се идентификуваме дека сме Божи деца. Што е поуката исто така овде што треба да ја забележиме? Не го слушајте го. Кога го слушнаа гласот, учениците многу се исплашија и паднаа ничком. Исус им прииде, ги допре и им рече, станете и не плашете се. Кога тие ги кренаа своите погледи, го видоа само Исус и никој друг. Значи, кога и да сме на штрек, исплашени, потиснати, збунети, Исус е тука секогаш да не подигне, да не допре, да не погали. Така ли е? Тој што вели, не плашете се, така? Тие се исплашија. Зошто? Затоа што никој не може да погледне кон Господа. Зашто ако погледне некој во светиот Бога, во светиот Господ, што се случи? Не може да преживее, така?
Во овој случај тие го слушнаа гласот Господов и затоа паднаа ничком, паднаа сосема долу. Тие видоа еден мал дел од неговата слава. Бидете свесни дека Исус кога се преобрази, кога блесна во сета таа слава, во блескавост, после тоа Исус одново се врати во онаа состојба во која што беше и им рече на никого да не кажува, така? Значи им даде да вкусат, да видат, а после тоа се спуштија нели од планината и Исус продолжи да си ја извршува службата. Она кое што сакам да го истакнам исто така е облакот од светлина. Облак од светлина. Не се појави облак од темнина, не се појави облак од бура, туку се појави облак од светлина каде што се слушна гласот Божји. Символ на присуството на Бога, така? Или во Стариот Завет, знаете дека им се откриваше во облак, се појавуваше потоа и во шаторот како шекина, славата Господова, така? Сега, да прочитаме во Лука истиот настан во 9 глава, 28 ќе читам стих, и на околу една седмица Исус ги зеде со себе Петар, Јаков и Јован и се искачи на планината за да се моли. За да се моли. Значи, зошто се качи Исус на планината? И додека се молеше, лицето му се преобрази и облеката му стана блескаво бела. Наеднаш во негова придружба се најдоа двајца мажи кои разговараа со него, тоа беа Мојсе и пророкот Илија. Така, нивниот изглед беше величествен. Тие разговараа со Исус за смртта што го очекуваше во Ерусалим. Еве потврда на тоа. Петар и неговите другари ги беше совладал сон, но кога се разбудија, го видоа Исус во величествен изглед, како и двајцата што стоеја со него. Значи, се случи преобразба на Исус во процесот додека се молеше. Така? А што се случи со другите? Тие подзаспаа. Ги фатило дремка. Како што можеби некој од вас сега ги фаќа дремка. Исто така сме на гората на преобразбата и некого го фаќа можеби дремка. Не? Добро. Добро. Што сакам со ова да кажам? Молитвата е разговор со Бога. Кој ќе каже амин? Амин. Тоа е лична врска со Бога и кога си во присуството на Бога се случува трансформација на твоето битие. Пазете, ве молам слушнете. Не станува збор за магична молитва. Океј. Дали се разбравме? Не е тоа специјална молитва од некој светец. Тоа е молитва, процес во кој што имате средба со Бога, лична врска со Бога. Дали се разбираме? Кога си во молитва, ти си во присуството на Бога и тогаш се случува трансформација. Значи, таа трансформација не зависи од твојот личен развој или работа на себе, или твоето залагање. Туку само е потребно верба во Бога и искусување на Божјата благодат. Амин. Верба во Бога и искусување на Божја благодат. Многу луѓе сакаат да се духовно просветлени. Постат, се молат, религија, ритуали, закони, 1001. Дали ние сега сме повикани да исполнуваме закон откако Исус го исполни законот? Зошто Исус умре на крстот? За одново да живееме по закон. Исус го исполни законот за ние веќе да не живееме по законот, туку по благодата на Бога, со вера во Него и со водството на Неговиот Свети Дух. Така да тоа не значи дека ние сме незауздани. Но Божиот закон веќе е инсталиран во нашата совест, во нашето срце Бог го напиша. И ние знаеме што чини и што не чини. Но Божиот Свети Дух ни дава таа Божја сила да се движиме по Божиот тесен пат, кој што е пат на праведност и спасение, а не широк пат на пропаст. И со помошта на Светиот Дух ги гаснеме телесните похоти и нагони. Али, во сето тоа може да употребиме дисциплина духовна во однос на пост, во однос на слово. Али не религијата спасува, Исус спасува. Не светецот спасува, не постот спасува, не молитвата, не папата, не знам кој. Исус спасува. И тоа е слобода.
Имаш слобода. Ти повеќе не ти треба друг посредник со Бога. Исус е тој кој што посредува за нас. Така да порано, ако тоа значеше да му бакнеш рака на некој, да го честуваш, бидејќи тој разговара со Бога за тебе и наместо тебе, тој систем заврши. Исус го укина стариот систем, пролевајќи својата крв, воспостави нов завет, нов начин на блискост и општење со Бога, каде што одномо сме по синете и стануваме Божји деца. Како Божјо дете, кога сум член од таа Божја фамилија, јас сум повикан да разговарам со мојот татко. И јас со мојот татко зборувам на јазик на срцето, а тоа е молитвата. Но самиот престој во присуството на Бога преобразува. Самиот престој во присуството на Господа те менува. Кога Мојсей одеше во средба со Бога и кога се враќаше од таа средба, ликот му светеше, но се покриваше со покривало. Бидејќи тој сјај на неговото лице беше од временски карактер, одминуваше. А колку повеќе ние, кои што сме во Новиот Завет и кои што ја видовме славата на Бога преку Христос, колку повеќе ние сме озарени со Божјата слава и светлина. Која е таа привилегија? Подвлечете си одолу една забелешка во вашите бележници, што тоа значеше. Како ќе го видиме ние Исус во еден ден? Како ќе го видиме? Дали ќе го видиме распнат на крст? Не, туку крстот е празен, затоа што откако умре, тој воскресна. И потоа се објави на учениците, а потоа и се вознесе. Кога се вознесе, што направи Исус? Работеше ли? Свештеничката служба во храмот нема клупа и нема столица. Затоа што свештеникот постојано служи, работата нема крај, не е комплетна. Но Исус кога беше распнат на крстот кажа: се сврши, се е завршено. И затоа од кога умре на крстот, а потоа воскресна и се објави, потоа се вознесе и седна од десната страна на Таткото Небесен, бидејќи сето она за кое што беше пратен, Исус го исполни совршено. Алелуја! Значи, кога ние ќе го видиме Исус, а и кога се молиме, можеме да ја видиме таа визија Исус во сета негова слава, да го видиме. Во сета негова слава величествено, како свети, како блеска, посветло дури од сонцето. И затоа, јас кога имав средба со Исус, кога се случи на 16 март 2012 година, прво што видов беа стапалата со дупките. Океј? Но потоа беше бела одежда, но тоа беше посебно сјајно, бело, прекрасно и самиот лик блескаше, та не можеш да ги видиш ти убаво контурите. Но знаеш, во срцето не само што имаш искуство или потврда дека Исус, имаш нешто повеќе од тоа, имаш печат, имаш увереност, имаш огромна увереност дека е тој. Не можам да ви го објаснам со земски зборови, но вие кои што осеќате, кои што го знаете Божјото присуство и сте имале лично сведоштво со Бога, вие тоа веќе го препознавате. А и самото слово не подготвува за тоа. Така да кога ние ќе го видиме Исус во Царството Божјо, ќе го видиме во сета негова слава. Затоа е важно ние кога сме и во молитва, во фокусот секогаш да ни биде Исус и да ја гледаме оваа слика, да ја гледаме сликата на прославениот Исус, кој што ни овозможи победа над мракот, победа над ѓаволот, победа над гревот, победа над овој свет, над секоја неправда, победа над смртта. Во Исус имаме се. Амин. Амин. Во 1 Јованово 3 глава 2 стих вели: возљубени, сега сме Божји деца. Ние поверувавме во Исус и сме Божји деца, така ли е? И уште не се откри што ќе биде, но знаеме кога ќе се открие, ќе му бидеме слични, зашто ќе го гледаме онаков каков што е. Амин. Значи, ние ќе имаме преобразени тела. Кој? Ние не знаеме тоа што ќе биде и како, но знаеме дека ќе бидеме слични на него. Ние тоа не го заслужуваме, така ли е? Но само преку Исус ни е овозможена таа целосна трансфигурација да ни се случи. Амин.
Значи, да забележиме, трансфигурацијата на Исус е видлив знак за реалноста, за моќта на Бога, за неговата слава која што се открива во Исус Христос. Така ли е? Исто така тоа представува уникатен приказ за Исусовата божествена природа и поглед кон Исусовата слава, која што тој ја имаше уште пред да дојде на земјата. Амин. Трансфигурацијата ја прикажува славата на Бога инкарнирана во Синот или пројавена во самиот Исус. Имаше тројца сведоци, Петар, Јаков и Јован, но исто така имаше и небесни сведоци, Мојсей и Илија, но исто така и гласот Божји. Така ли е? Исусовата божествена природа фактички беше завиткана во човечка форма или опаковка. Трансфигурацијата е всушност краток поглед кон неговата божествена слава. Амин. Во Евреи 10 глава 20 до 35 стих вели: според тоа, драги пријатели христијани, сега ние можеме да влеземе во најсветото место, тоа ни го овозможи жртвата на Исус. Тоа е тој, слушате внимателно, за ова ќе ви спрашувам. Тоа е тој нов пат што дава живот. Каков пат? Пат што го проби Христос за нас. Кој го проби? Вели, низ преградната завеса. Низ преградната завеса со тоа што во тело тој умре за нас. Значи пат што го проби Христос за нас, низ преградната завеса со тоа што во тело тој умре за нас. Затоа сега кога имаме првосвештеник кој управува со Божиот дом, да дојдеме пред Бог со искрени срца и со целосна доверба. Нашата опоганета совест е попрскана со Христовата крв и сега е чиста. Како е чиста? Преку крвта на Исуса што не попрска. Пазете, нашите тела се измиени со чиста вода, да се држиме цврсто и без, прочитате го овој збор, без колебање за надежта што велиме дека ја имаме. Без колебање. Колебање што значи? Да овозможиме сомненија. Значи без колебање. Зашто? За надежта што велиме дека ја имаме. Така ли е? Бидејќи можеме да имаме целосна доверба дека Бог ќе го исполни ветувањето што ни го даде. Да размислуваме како еден со друг, да се поттикнуваме на љубов и добри дела. Да не изостануваме од нашите заеднички богослужби, кои што некои тоа имаат обичај да го прават. Туку напротив да се охрабруваме едни со други, особено сега, кога гледате дека се приближува денот на враќањето на нашиот Господ. Ако продолжиме намерно да грешиме, откако сме биле запознати со вистината, нема веќе друга жртва што може да ги покрие нашите гревови. Во таков случај нема што друго да се очекува освен Божиот страшен суд и распломтениот оган што ќе ги проголта неговите противници. Ако двајца или тројца сведоци, слушнете за ова, потврделе дека некој одбил да го спроведе Мојсеевиот закон, тој безмилосно бил погубуван. Значи, ако не го спроведуваш Мојсеевиот закон, потврдено е со сведоци и си погубен, така? Што мислите, вели? Колку потешка ќе биде казната за оној што ќе го омаловажи Божиот син, ќе ја смета крвта на заветот кој го очистила од грев за нешто обично и несвето и ќе го навреди светиот дух кој им ја дарува Божијата благонаклоност? Зашто знаеме дека оној што рекол јас ќе им се одмаздам, јас ќе им платам на тие што заслужиле. Рекол и Господ ќе му суди на својот народ. Страшно е, вели, да се падне во рацете на живиот Бог. И продолжува, присетете се на минатото кога што туку бевте просветлени, а веќе поднесувате зачестени напади и страдања. Понекогаш бевте изложени на јавен подсмев, на навреди и прогони, а понекогаш помагавте на тие што минуваа низ такви страдања. Сочувствувавте со оние што седеа во затвор, а кога ви ги одзедоа вашите имоти, тоа го прифативте со радост. Зашто знаете дека во вечноста ве очекуваат многу подобри нешта. Затоа не отфрлајте таа доверба во Господ, не заборавајте каква голема награда носи таа. Амин. Словото до евреите што е напишано ни открива дека стариот систем е завршен. Преградната завеса веќе ја нема. Веќе нема
застапници. Исус е тој кој што го проби тој пат и сите нас непосилни. И сега ние смело треба да пристапуваме кон престолот на Божјата благодат. Дали се разбираме? Смело, неколебливо, не во состојба дали ќе биде или нема да биде. Зошто ви го кажувам овде? Тука на ова место. Затоа што дојдовте, некој со сомнеш, некој со проблем, некој со товар, некој со различни прашања за својот живот или за својата иднина. Но треба да знаете дека од овдека почнува една преобразба. Бог сака да не преобрази, но тој не е насилник. Треба да му дозволиме да не преобразува. А тоа како го дозволуваме? Кога дозволуваме неговата љубов пред се да ја примиме и да таа протекува низ нас. Така ли е? Затоа можеме уверено да пристапиме и да кажеш, слободно да кажеш, Бог сака да ме преобрази. Сака да сум сличен на Исус. Да сум богоцентриран. Да живеам свет живот. Да сум сад за почесна употреба. Значи да не си верувам на себе си. Да не си верувам на моите сетила. Ниту на мојот ум. Зашто се може да ме излаже. Дури кога сум 100% сигурен дека сум чул, и јас не знам дали сум чул, бидејќи не се потпирам на себе. Зашто јас сум од временски карактер. Но Бог е вечен, верен, постојан, свет, секогаш добар и ми даде да вкусам од Него. И јас ја примам Божјата добрина преку Исуса Христа. Преобрази ме, Боже. Преобрази ме со Твојот свет дух. Исполни го ова тело. Каде и да одам? Во кој храм да влезам? Јас, Боже, знам, по милост Твоја, дека ова моje тело Ти го направи, да е Твој храм. Ти го посветувам во целост, Господе. Јас сум Твој. Слава Ти, Исусе. Амин. Зошто ова го кажуваме како молитва? Затоа што дури да ги гледаме, например, еве, уве зраци има сонцето, така? Можеме ли да ги видиме? Не, затоа што нашите очи имаат ограничена состојба на перцепирање. Не можеме тој сектор и тој спектар од зраци не можеме да го восприемеме. Дали можеме да ги видиме рентген знаците? Значи ограничување. А дали можеме да ги регистрираме сите звуци, сите херци? Се разбира дека не. Значи, ние во физички аспект имаме одредени ограничувања, но и во духовен аспект исто така имаме ограничувања, особено, слушнете, ако си веруваме на себе, се држиме за себе, во таков случај не дозволуваме духовните сетила да ни се активни. Значи, сетилата на духот, на нашиот дух, тие изоструваат, тие се отвараат и регистрираат во една надприродна реалност кога соработуваме со Светиот Дух. Слушаме со духовни очи, слушаме со духовни уши, гледаме со духовни очи, искусуваме во духот вкусови, сеам во духот, растам во духот. Како? Слушајќи го Бога и извршувајќи го Неговото Слово во понизност и доследност. Така ли е? Значи, кој сее во тело, жнее погибел. Кој сее во духот, жнее живот вечен. Океј? Драги пријатели христијани, имајќи ја предвид Божјата благонаклоност према вас, вели апостолот Павле, ве молам да ги принесете своите тела како жива жртва, света и пријатна за Бог. Тоа е најдобриот начин да му служите. Пазете, не сообразувајте се со световните луѓе, туку допуштете Бог однатре да ве преобрази, така што тој ќе го промени начинот на кој размислувате. Тогаш ќе можете да согледате што сака Бог да правите, што е добро, пријатно и совршено. Римјани 12 глава. Значи не е доволно само да се слуша Исус што има да каже, туку тоа што ќе се слушне треба и да се изврши, да се спроведе. Значи ние можеме се да запомниме што Исус ни кажува, но сепак да не се влезе во рајот.
Затоа да го отвориме своето срце и да го послушаме гласот од небесата кој што вели не го слушајте го за Исус. Исус слушајте го, така ли е? Пак, овде кога ќе завршам, заокружувајќи со ова. Кога ќе заминеме од овој свет, ако сме немале искуство на спасението кое што Исус ни го возможува, ќе треба да застанеме пред Бога сами, без застапник кој што е во наша одбрана. Значи Исус нема да стои до нас да се застапува за нас ако го немаме во нас. Ако пак сме имали искуство на спасение преку Исуса и со Исуса, тогаш никогаш нема да сме сами, ни на земјава, ни понатаму. Еден ден одново ќе имаме можност да го видиме Исус во сета слава, но и ако заминеме при Бога, тој е со нас, тој се застапува, тој е тој, неговата крв е жива и погласно од авеловата и таа сведочи му зборува на Бога, се застапува за нас, дека ние сме негови деца, негова праведност. Амин. Со ова сакам да ставиме едно заокружување. Знам дека студи, дека е ладно, но во сите овие моменти сетете се на тој момент на преобразбата. Од тој момент тие се симнаа доле, но секој понесе нешто во своето срце. И Јаков, и Јован, и Петар. А ние со што ќе се симнеме долу? Со какво слово? Слово што е живо. Слово што изградува. Слово што поучува, што охрабрува и опоменува. Слово кое што дава нова перспектива, нов увид, нова перцепција. А која е таа? Таа перцепција да сте уверени дека Бог ве сака, преку Исус сите не спаси и ни овозможи да бидеме Божји деца. Сега е време само да се препуштаме на потокот од Светиот Дух, на помазанието, да не движи напред Господ со вера и целосно подпирајќи се на неговата благодат, зашто се што требаше да се заврши е извршено од страна на Исус и Бог е наполно задоволен од Исус. Сега што треба да правиш? Дали на готовата слика на Пикасо, на Мона Лиза, дали ќе ставиш нешто од сочетката од озгора? Има ли потреба? Ќе расипеш. Затоа ние сме повикани не да имаме личен развој на медитација, на изолација и слично. Ние сме повикани на заедништво со Бога, време поминато со Бога, љубов. По љубовта ќе позна дека сте мои ученици. Така да единствено што ние можеме да работиме, тоа е искуството на љубов. Тоа е индикацијата дека Исус е во нас и владее со нас. Тоа е моментот каде што ние дозволуваме кој да делува низ нас. Точно така, да сме негови инструменти или садови. Што е значи потребно да работиме, да се усовршуваме? Ништо. Се е тоа сработено. Исус усоврши се. Во него стариот човек завршува и се раѓа новиот човек. Новиот човек духовно, во духот е совршен. Во телото не и во душата не, но во духот е совршен. Така да ние се движиме во таа совршена верзија што Бог ја има за нас кога пребиваме во Христос, во неговото слово, самиот тој е слово. Кога сме во неговото присуство, неговата светлина сјае, зрачи, а Светиот Дух ни ја носи неговата љубов во нашето срце и се излева низ нас. Љубовта е патот. Се да имате, се да знаете и да служите со години во манастири, цркви, да одите на сите можни свети места. Ако љубов немате, ништо немаме. Слава на Бога што ја имаме неговата љубов и што нашите срца ги модифицираше, ни даде нови срца од месо, кои што пулсираат во неговата љубов, за да се љубиме едни со други и во тоа да му даваме слава на Бога. Да кренеме раци да кажеме: Господе Исусе Христ, од дното на моето срце и душа, јас те славам и те љубам, зашто прво ти ме возљуби. Нека гори, Господе, нека гори тојот оган во мене. Не сум свеќа што ќе згасне, затоа што знам дека светлото во мене ќе гори, зашто, Господе, ти си вечен и ти си таа светлина што ништо не може да ја изгасне и каде што свети твојата светлина, темнината не ја опфати. Господе, Твојата светлина ја озари мојата душа и моето тело, и мојата свест, и моето срце. Ти благодарам што го примам преобразувањето на мојот карактер, на мојот живот, на моите мисли, на моето размислување, на мојот ум, Господе. Јас ти го предавам моето тело, да е жива, света жртва за Тебе. Јас ти се покорувам на Тебе, Господе, и секоја клетка во мене нека воскреснува во блесокот на Твојата љубов,
нека биде полна во здравие. Секој орган во мене нека пулсира во живот, Боже, зашто се што е во мене е Твое. И секој мој здив е Твој. И секој пулс на моето срце е од Тебе. Секој вкус, секоја голтка воздух, Боже, е благослов за мене. Затоа Ти благодарам, Господе, што во овој миг јас разбирам за вистината што ме ослободува. Се заврши, Господе. Ти се направи. Ти благодарам што сега Ти, Свети Душе, правиш глината да биде жива. Живо тело, жив храм, очистена, осветена, покриена со крв свет. И јас веќе не сум земјен, јас веќе не сум Адамов, јас сум Христов, јас сум човек на небото, Божјото дете, преку Христос новото создание, царско свештенство, Божји народ, тоа сме сите, Господи, за кое што Ти благодарам. И Ти оддавам, Господи, Татко Небесен, Ти оддавам слава и чест. И Ти благодарам, Господи, што Твоето име, кое над секое име, имам привилегија да го издигнам и прославам и да речам: слава Ти, Господе Исусе Христе! Слава Ти, Господе Исусе Христе! Слава Ти, Господе Исусе Христе! Халелуја! Алелуја! Слава на Бога! Одете му на Бога слава и чест! Слава на Бога! Светлината свети, кажи, и темнината не ја опфати. Исус е светлината и е во мене. Каде ги да одам? Исус оди. Се дори живеам и во секој миг дури постојам. Исус е со мене до свршетокот на светот. Секој ден Емануел го живеам. Бог е со мене. Бог е со нас. И кога Бог е со мене, нема ништо против мене. Темнината бега, а јас победувам. Зашто Христос извојува победа за мене. Победа над болеста, над стравот, над сомнежот, над болката, над сета неправда, над смртта, над гревот. Јас сум слободен. Јас сум Твој, Господе. Слава Ти, Татко, во името на Исуса Христа. Амин. Халелуја. Слава на Бога. Сега станете сите заедно. Побрзо ве молам, ослободете ги рацете веднаш. Ова е многу важен момент. Ова е завршетокот на оваа проповед. Завршува со еден посебен момент кој што треба веднаш да го направите во 2 секунди. Спремете се, земете здив, издишете и веднаш лево-десно свртете се, гушкете се.